Остварувањето на визијата за развој на Осоговските планини и Пониква ќе придонесе за економски развој на целиот регион и во подигнувањето на квалитетот на живот на локалното население. Ова се дел од целите на студијата за развој на ски центарот Пониква на Осоговските планини, која беше представена пред стопанственици, потенцијални инвеститори и представници од локалната власт на општините Кочани и Пробишти. Студијата содржи два дела во кои се представени потенцијалите на спортско-рекреативниот центар Пониква и на ски центарот Царев Врв. Ова студија носи развој и нешто ново во Република Македонија во пристапот на развојот на зимскиот туризам, меѓутоа не само на зимскиот туризам, туку и на комбиниран со летниот туризам. Осоговските планини на некој начин во изминатиот период беа запуштени од овој аспект на туризм. Анализирајќи ја низ оваа студија, откривме дека Осоговските планини имаат голем потенцијал за развој на зимскиот туризам, паралелно тука вклучувајќи го и летниот туризам. Откривме дека постојат изворедни 13 стази на Царев Врв, потоа можности за дури организирање на високи надпревари, биатлони и така натаму, нешто што во овој источниот регион ќе даде нова светло, односно нов начин на развивање и потпора на економијата. Туризмот го гледаме како една гранка која што ќе допринесе на воидниот развој, на економскиот развој на целиот регион, бидејќи со студијата се покажа дека најмалку 1100 директно вработени би имал во овој регион во туристичкиот сектор и околу 1300 индиректни вработувања. Со некоја инвестиција од скоро 30 милиони евра, ова не би требало да представува проблем за било кој инвеститор, дали ќе биде домашен или странски или ќе биде некој партнерство помеѓу јавниот сектор и приватниот сектор. Ски центарот Царев Врв ќе содржи 5 жичари, 1 ски лифт, 13 ски патеки со вкупна должина од 20 км, сместувачки капацитети од 3480 кревети, како и базна и викенд населба. Студијата за развој на ски центар Пониква на Осогово е еден од приоритетите во развојот на Источниот плански регион, која што како предлог проект беше со одлука на Советот за развој на Источниот плански регион донесена да се финансира од националниот буџет, односно од програмата за развој на планските региони при влада на Република Македонија, средства обезбедени од страна на Министерството за локална самоуправа преку Бирото за регионален развој. Оваа студија е од големо значење за развој, посебно на туризмот во Источниот плански регион, бидејќи вие знаете дека во составот на нашиот плански регион гравитираат 3 микрорегиона. Еден од тие микрорегиони покрај микрорегионот Плачковица, Пијанец, Малеш и Осоговскиот микрорегион, кој што е од големо значење не само за самите општини во Источниот плански регион, него истовремено и за развојот на туризмот на ниво на држава. Потребните инвестиции за првата фаза изнесуваат 19 милиони евра, а Источниот плански регион, кој е носител на проектот, ќе ги обезбеди во партнерство со меѓународни